Средношколец влегол во основното училиште 22 ноември во Ченто, но наместо да ја земе својата помала сестричка од училиште, извадил нож и пробудел 9-оделенец, кој сега е на Карил. Од полицијата велат дека веднаш го лишиле од слобода. Надлежните уверуваат дека за случајот се постапува. Инцидентот кој се случил вчера првично во полиција го пријавиле од училиштето. Од МВР велат дека откако го лишиле малолетникот од слобода, го пронашли и ножот кој го употребил 15-годишникот, кој инаку лани завршил во истото основно училиште, каде сега учи и неговата сестра. Според неофицијалните информации, причина за насилството е токму комуникацијата помеѓу сега повредениот ученик и сестрата на средношколецот. Пријавениот влегол во училиштето и со остар предмет му нанел тешки телесни повреди на 15-годишен ученик во училиштето. Предметот е одземен и по целосно документирање на случајот ќе следува соодветна пријава. Од Карел за Канал 5 велат дека повреденото дете е оперирано од убодот во стомакот, зафатен бил и црниот дроб. Појаснуваат дека е на интензивна нега и на механичка поддршка, иако е стабилен, состојбата се уште е живото загрижувачка, вели директорот на Тоарилуц доктор Игор Мерџановски. Слободна рана во предолот на стомакот и расекотина во предолот на главата. Веднаш по приемот е направена компјутерска диагностика, лабораториски анализи, при што е установено дека има повреда на црниот дроб и на вена кава инфериор. Како што кажа во предолот на стомакот, примен е на интензивно лекување во Карел. Пациентот беше опериран во тек на вчерашниот ден, состојбата денес е стабилна, но се уште е живото загрозувачка. Од општина Газибаба, под чија надлежност е и училиштето, го осудија инцидентот. Градоначалникот Бубан Стивковски посочи дека има постојана координација на сите надлежни институции кои превзимаат мерки за целосно расчистување на случајот.